Nešto konkretno. Добре ми дојдовте. Ве поздравувам од Хотел Лимак. Ова е нешто конкретно. А денешната тема е љубовна. Во мноштвото на препораки сакај се себе си, ти си најважен. Ние денеска прашуваме, а како се сака земјата? Дали земјата се сака само после третата пијачка? Се сака ли само на надпревар? И дали земјата се сака само до куќниот праг, а кога ќе се излезе, тоа не е моја работа. Според дефиницијата, родолюбието е морална вредност, што значи дека оние кои што не си ја сакаат татковината се неморални. А може би треба да прашам, дали се и ненормални? Во едно друго време, свесноста за тоа како треба да се сака државата се случуваше кога децата полнеа 7 години и даваа заклетва дека ќе учат и работат вредно, дека ќе ги почитуваат родителите и повозрасните, дека ќе бидат верни и искрени другари, кои ги одржуваат дадените зборови. А во суштина со сите овие постапки ќе докажат дека ја сакаат татковината. Затоа денес ќе прашам, знаеме ли како да си ја сакаме земјата? Еве ги гостите. Тој од најблиску и најпрв и во живо, качен на бина, ги слушна зборовите за создавање на самостојноста на државата, а нивната песна Македонија стана неформална химна на гордост, почит и љубов кон тоа кои сме и од каде сме. Pero Камиказа, меморија. Таа е секогаш гласна и јасна дека се потребни системски решенија и дека треба да се држиме до дела, а не до зборови. За тоа како реагира на муабетот, што ми дала мене државата, па јас да се залагам за неа, слушаме од професор доктор Татјана Стојановска Иванова, социолог. Кога играат нашите, спортските новинари се исто толку и пцуени и колнети колку и сакани и благословувани, во зависност од резултатот. Има ли свесност за оставање срце на терен, кога станува збор за сакање на земјата и кој е тука судија педер? Слушаме од Бранко Чупески, спортски новинар. Неговиот лик, име и презиме се помалку познати за јавноста, но и како е влијателен и креатор на јавното мислење кога го користи својот псевдоним на социјалните мрежи. Во еден свој текст ке напише: "Останувам дома затоа што многу е неодговорно да ја оставам државата на друг." Тоа е Никола Николовски, Боемот. Добре ми Благодарам на дошле. поканата, многу интересна тема. Мислам дека ќе има добра дискусија со овие гости. Сигурен? Сигурен, додуше овде сум и далеку помлад од нив. Прв пат вака пред екраните, што ми е доста вака драго што сум со поискусни од мене, каде што ако нек да заглавам ќе им помогнат. Добро. Најавите содржат и одредени прашања, така да ја тука ќе почнам, може? Бранко, со тебе. Повелете, Со колешки, моментот, повелете. наречен. Дали во оваа љубовна приказна имаме играчи кои што не се подготвени на теренот или стварно има некој судија кој што е П и така натаму? Прво да се надоврзам на најавата, рече дека тој што не се сака државата е малку и ненормален, не е малку, туку е многу ненормален или најмногу ненормален. Државата мора да се сака, затоа што тука си роден, тука живееш, тука екзистираш, тука си станал свесен за своето постоење. Мора да имаш почит кон предците, мора да мислиш на идните генерации, а она што ти го оставиле тебе, да го оставиш најмалку двојно повеќе, подобро, поубаво. А за другите прашања малку подоцна за судијата и за... Па тоа беше главното, да видиме тука одма да решиме на почеток. Имаше на ракометното, сега што беше, на ракометот имаше двајца од Норвешка. Да, ти имаш. Па беа и сликани са, тоа не е срамота, нели? Тоа е модерно. Добро ќе се постржи. Добро не е. Има одби, добро. Значи до играчите на теренот е. Дека најмногу до играчите. Играчите на теренот го прават надпреварот. Така, добро, тоа е тоа и играчите во државата. Па нели нормално, да. Ако теренот е... Нормално. А Pero? Повели. 8 септември 1991 година, качен на бина.
И тогаш она песната беше "Народ и земја што ги сакам јас". Како се сака народ? Тоа беше вака. 5 за 12 бевме ние со Македонија и тоа беше оддамна прв голем митинг или настан во нашата држава, самостојно. Тоа е фактички денот и саатот кога ние станавме самостојна и суверена држава. Ти прв си станал, пошто ти качен на бината, ти прв, ние после Ние, подома. после, види, ја се шалам вака. Затоа што преносот касни, нели? Познаеме од телевизија. Викам, супер се погоди ова ние први. Фактички бевме предгрупа на господинот Киро Глигоров, Клюсев и целата влада. Сега, ма имаш уште нешто. После веднаш како заврши таа прославата со како пее народот, продолживме со оган под звездите. Така. Де факто, тие 20 на минути ја отслика сликата на желбата на македонскиот народ за собствена држава и самостојност. Посебно сум горд на тој момент, еве сега ви говорам и се ежам. Истото чувство го добив. Секој го дели тоа чувство, кога ќе се подсетиме на тие мигови. Да. Додуше не сум бил роден тогаш. Не си бил роден? Која година си роден? 99. Видиш ли? Да. Сега имаш што да гледаш кај мене, ќе одиш на Facebook, све ќе видиш. Добро, еве ќе ја научиме младината и ќе провериме како размислува. Ние за сите работи што се случуваат со младината сме ние криви. Создадовме лажни антихерои. Создадовме луѓе кои ако немаат сепаре во одредена дискотека и ако немаат шампањ, моет или не знам како се викаат веќе, бидејќи не конзумирам такви течности, не си фраер во Скопје. Така. А да дојдеш до такви пари треба да бидеш или политичар, или наркодилер, или не знам што друго. Значи едноставно тоа не е добар репер за платеник. И тоа е последното па најгрдо, ако мене ме прашаш. Во Добро, контекст чекај на сега на- Тоа се издајци. На почеток предавници. убавите работи нели ги дефинираме, па после ќе отидеме натака на кејстаиците и сите. Чисто да ти кажам дека правецот во кој го тераме, ама јас сум толку тврдоглаво заљубен во Македонија, да мислам дека што би рекле и Александар Македонски и овие другите рацете кои ќе починам ќе си ги оставам горе. Дека ништо со себе не земав, а оставив еден куп дела. Така, Благодарам. добро. Океј, продолжувам понатаму, значи Боемот. Чисто само за да го запознаете, не знам ако го пратите на Инстаграм, значи може би сте ги читале неговите постови, а ако не ќе ви кажам од каде може би го знаете. Значи имаше едно време едни бомби кои што беа 2022 година и верували или не, тој беше осомничен, а немал никаква врска со тоа. Да, Меѓутоа, и покрај тоа што се случиле таквите работи, тој не одлучи да си замине од државата, туку остана и не се разочара од целиот систем. Да, знаете како е, кога знае дека неправедно сте на некое место со лисици, со тоа дека ве теретат дека за тероризам, дека 19 години ќе ве осудат, а вие немате никаква поврзаност. Веројатно многумина одма ќе кренат раци од државата кој ќе се види вистината дека немаат поврзаност и одма би се одишле од државата. Така. Меѓутоа тоа за мене лично беше тоа некоја дополнителна мотивација се промена да пробам јас да ги променам нешто во државата. А не да се отидам и само да плукам. Нормално нели сега да плукаме по државата можеме до безкрај. Многу го прават тоа, ние нема да го правиме Ама тоа. мене тоа ми представуваше онака, ете, една причина повеќе зашто треба ние како млади луѓе, пример, еве, јас со мојата генерација да пробаме нешто да промениме во оваа држава, пошто најлесно е мислам дека ајде да се отидеме, да заминеме и не знам на кој би оставиле Ти државата. пишуваш дека не е одговорна да си отидеш. Па од тоа земја. беше во мојот текст и тоа на некој начин го мислам. Со тоа што нели разбирам па и некои што се отишле, Така. но јас одбирам да се борам до крај. Ајде, знаев дека оваа тема ќе ме закачи. Во контекст на она, диако не добив посебно Так. прашање, Не, во има контекст на- прашање за вас. Во контекст на она што сите го говореа. Најлесно е да се откажеш. Да. Најлесно е, јас велам во мојот речник, зборовите не сакам и не можам не постојат. Сите од нас кои што се признати и познати барем тука, сме имале можност и да одиме во други држави и понуди. Значи, сум предавала на разни универзитети кои што биле во оние сега бидејќи нели е модерно во првите 100 на Шангајска листа, сум добивала понуди. Не, сакам да отидам таму за да им кажам дека и во Македонија има знаење. Дека и во Македонија се работи. Дека и ние нешто знаеме, може и верувајте некогаш дури така реагираат,
Опа, значи и вие вакви истражувања правите. Не, ние не сме тунгузија. Ние работиме. Може би не доволно се представуваме и може би не доволно ги и потенцираме она што го имаме. А имаме и што да се пофалиме. И јас велам она што го спомнавме, не е прашањето може би само ние што сме направили, што државата направила за нас најлесно. Тоа ми беше прашањето Или ќе за вас. заминам. Зашто да заминаме? А во ова парче земја изнедрило познати, признати луѓе кои што на крајот крвавеле за ова парче земја. Јас сум потомок на Мите Богоевски, народен герој. Јас сум потомок на лица кои што дале за оваа држава нешто. И не можам во името на моите предци, а во името и на потомците, најлесно е да заминеш и потоа да го навредуваш нешто што ти дало. И кога ќе дојдат она што спомна Перо во контекст на тоа, пијат мојет, јас на колегите кои дојдат, нели, бидејќи одржуваат предавања, имаме размени Семинари. Ма не само семинари, признати и познати и трибини и научни согледувања кога ние Што им се даваш за разменуваме. Јас никогаш не одам виски. Ракијичка им даваш? Не се знае. Вино. Македонска традиционална ракија. Ракија, И прекрасно вино, бидејќи ние сме поднебје кое што имаме на висина со што да се пофалиме. Така е. Морам да ви кажам една интересна, затоа што еден интересен настан во Швајцарија и сега после неколку дневни научни размени наносат во еден скап ресторан елитен и знаете, сега цело време ми го потенцира колешката, сега да видите каков дижестив ќе ви дадем и сега ви очекувате нешто. Знаете ли што не послужија? Шливова ракија. А јас се сакајќи велам Ние со неа прозори бришеме. во родниот Грапа. крај на мојот татко Струга, од потекло од Дримкол, сериозно имаме сливи со кои што се прави, ние што велите, џамови бришеме или за топла ракија ќе искористите. Меѓутоа, тие си го потенцираат тоа и го кажуваат Така. убавините на ова наше поднебие. Така. И сега Како Бранко треба е да се така. потенцираме. Спортистите се Тоа докази сакам да кажам, показ за кога тоа. излегува фалангата која влегува и вие со се неа влегувате некако. Па Нели? наискрено влегуваме, Кажи, како е наискрено чувството? со чувството е Многу сме јаки. најаки сме. Најаки сме. И мора така да размислуваме секогаш. Тоа не може да се објасни, нели, ова сега може би излитана фраза, флоскула, мора да се доживее. Кога ќе ја чуеш фалангата, кога ќе чуеш името на својата држава, кога ќе го чуеш единството, кога ќе го видиш единството, кога ќе видиш како оние долу на теренот гинат за тие бои, црвено-жолта, кога ќе Вие добивате најмногу инспирации со најмногу епитети кога зборувате и за фалангата, нема и за други зборови освен државата, и епитети. за се, Епитетите значи, едноставно на лента се излегуваат еден од друг, еден по друг, Која одат ти се е тебе надврзо. омилена фраза кога ќе се појави фалангата? Кога ќе се појави фалангата, омилена фраза немам, зависи фразата од ситуацијата, што ќе прави фалангата во тој момент, а најчесто фалангата најава за Македонија, едно име имаме. Води химната, нели? Да, едно име имаме, нели? Денес над Македонија се раѓа и кога фалангата ги пее и двете строфи кои што се скратени на интонирањето на химните, тоа се моменти што едноставно кога ќе го чуеш името Македонија, животот е поинаков. За да стигнеме за допење на национална химна, овде имаме ние многу препреки. Знаете, младите воопшто не се замараат со државата. Зборувам, не сите нели дел од нив. Зашто не се замарате? Они го коментираат тоа што ми дала државата за јас така. да ја дадам на неа. Нели тоа е многу често повторувана фраза. Ја најпрво се водам од онаа изреката, не треба да се водиш тоа што ја дала државата на тебе, туку треба да размислиш што можеш ти да притонесеш кон неа. Пример, сега пожари има летно време, оди да помогнеш. Снег врни и изчисти пред зграда, нели од некои такви Не мора да одиш до таму, микроменеджмент, паркирај го да. автомобилот на обележаното Има- место. има Немој да ја малмилиони газиш такви тревата, работи, да. немој да фрлаш ѓубре, смет. Така на може улица. Немој да ги кршиш. точно Селектирај да отпад, набројуваме не крши ше многу. клупите. Да, еве ја Немој пример вандал. Стави А, ВЦ така. на Поминувај на пешачки премин, не преку жардинјерите на Точно, партизанска. да. Тоа е патриотизам. И воопшто, знаете, само има некоја многу голема дека сум барал такви работи. Да, кај млади има многу голема апатија на тема на национални теми и некои сите немаат никакво национално чувство и мене тоа многу ме вади од такт. И јас не знам, лично на пример секогаш се водам она што викаат американците, freedom isn't free. Значи слободата не е добиена туку така
и ние заради тоа носиме некоја одговорност кон нашата држава. Без крви нема државе или без крв нема Не држава знам, во минатата, да, во Добро, минатата зашто голема зашто држава, денеска Опе ние и крв 2001 не сум. патриотизмот денеска и со векови. денеска се поистоветува со заостанат и со непрогресивен ум. Да. Зошто е тоа така? Еве ја на пример кога бев Многу втора, извулгаризирано. трета средно, Извулгаризиране. Ако сакаш татковината, си прљав, неприлагодлив. Так. И Требат етикети партиски, што не се согласува. партиските етикети секој си ги заслужива. Јас знам многу од овие нашиве што се патриоти од Алиекспрес. Да, убаво го сорочита. Од патриоти од Алиекспрес што пеат Одали со баба српски. се. Одали баба пошто се на ангро. Сега ги има на големо Алиекспрес се на мало, али Ова баба е се на големо. патриоти од Алиекспрес што уживаат да пеат со српски певаljки на јавни настапи. Па сега баш Опа, кога ајде, започнуваше ајде, емисијава, Сега во контекст на тоа. Колку пари ќе дадеме ние, секој градоначалник ќе да прашам, да речеме, пример, сега извадивме за булинг или за меѓуврсничко насилство, немаше кој да ни го отпринта прирачникот, зашто кошташе 60.000 динари. Нели општествено користни компании, прво ни е срам да бараме. Но, ако се повика некоја пејачка, односно естраден уметник од странство, колку пари се даваат? Јас не Значи, колеги ми се. да не говорам, да, колегите Еве, се ние ги меѓутоа не кажеме, се на ја ги ниво. Зошто? Не се оди со тоа кога имаме прекрасни луѓе, ние уметници од нашево поднебје. Зошто да не се слушаат тие? Што вели Перо, или во дискотеките, колку се пуштаат? Сега малку Скопје не е тоа Скопје под наше време, кога слушавме на вистина убава и рок музика, и странска, и македонска, имаш да се слушна. Зошто сега не го прават тоа? Него турбо фолк, значи стихови кои што ги спомнувам, кои што на вистина се морбидни, стихови кои што ги пеат младите. Патриотизмот она што спомна. Ајде. Односот кон јавното Не добро. согласувам целосно со вас, Ајде. бидејќи во последниве години гледаме некој тренд дека младите полека се будат и почнуваат да се Така. пронаоѓаат себе си и не е како порано толку да се поистоветува со заостанат. Јас кога бев пример втора, трета година средно имавме некоја прослава и сега јас на прославата баш памтам, сега кога се спремаме за емисијата, кажав тука на сковорниците, јас се пуштам ја издази Ѓурѓо. И одма мене тука почнува да ми викаат овие што беа заедно со нас селјак, заостанат, close minded. Да, така. Добро викам, ајде продолжете вие. Дојдат после мене, ја пуштаат бела циганка. И баш си викам како може. Како и да, како може јас да сум заостанат. Така што мислам дека треба има еден позитивен тренд сега последниве 5-6 години, каде што младиве полека веќе се освестуваат во која насока одиме и мислам дека повеќе работи влијаат на тоа. Ни треба да се продолжи во таа насока, да сватиме дека за ни го ценат нашето, прво треба ние самите да си го цениме. И самите ајде, се кажи, премногу дај извулгаризиран поимот Патриотизм. патриотизам, патриот, нели домобран некаде родолюб и како и да е. Премногу е извулгаризиран и премногу е оптоварен со епитети, оптоварен со нели флоскули дека е гадости. да, со гадости. Тоа е причината за тоа е само затоа што не работиме доволно како општество, како повозрасни генерации, како носители на општествениот живот, нели? Средовечните генерации, да речеме, во кои што полека влегуваме, не работат доволно на Ама ние македонското сме на патриот. Па ние сме Значи, виновни, да. ние сме Нема виновни што што да им оваа оставиме генерација на младите за да И мислам дека уште нешто, за уште нешто сме виновни, затоа што премногу се враќаме на она минатото време. Во мое време, кога се создаваше таа друга држава, нели, еве, нели пионирската заклетва, некако не им даваме на децата да си ја сакаат сопствената држава, затоа што ние им наметнуваме како порано било поубаво. Сакам да го слушнам младиов. Имаш ли ти чувство дека не ви дозволуваме Вака, прво мислам доволно? дека многу често ни коментираат како било одлично во Југославија, така некако и од дома не програмираат, можам да кажам. Сега ја имаме на собствена теза што не знам дали е точник, може да ме правите овде, ама многу од луѓето кои што имаат некоја романтика со минатото, конкретно зборам со Југославија, може би повеќе патат по нивната младост отколку по самата Југославија Тоа е или моментот. Тоа е или момент. по Тоа е тој момент. социјалистички систем на уредување. Ќе се Јас мислам дека задоволам многу ќе повеќе завршиш. патат по нивната младост. Ние никогаш, извини сега, малку Да, ќе влегам во збор. слободно. Никогаш не сме биле поголеми македонци од времето поминато во Југославија. Тоа мора да бидеме свесни за тоа и мора да го прифатиме тоа. Зошто да е табу темата Југославија? Ние не жалиме по незе, ние жалиме по животот кој што сме го имале тогаш. Јас додуше малку сум ја почувствувал 10 години, меѓутоа толку колку што се сеќавам, меѓутоа кога ние повторно ќе бидеме светски шампиони во кошарка?
Кога ќе бидеме повторно, кога Иван, ќе играме на светско првенство фудбал? Ама тоа значи Кога- дека Јас сум не сигурен дека веруваме ќе дека Кога може да се повторно, кога роди. повторно ќе Февруар, бидеме, кога повторно ќе бидеме безбедни на улица, кога повторно ќе имаме бесплатно здравство, кога повторно ќе имаме образование како што Ама имаше ние на- тогаш. на Кога папир имаме повторно ќе све. бидат напишани најпатриотските песни. А зошто не може тоа? Еве, Кога ќе цупка. бидат напишани Не, кога зашто повторно- не, зашто не им даваме шанса? Најголемите религиски објекти кои што се споменици на културата се направени во таа Југославија. Иако религијата Се тогаш во била ред. забранета. Значи се е во ред. Јас се Меѓутоа, согласам со децата Бран. кои Само што мислам дека мора да се прилагодиме на времето, сега кога живееме веќе во Македонија. Не може само да имаме некоја романтика со минатото. Ама децата- Историјата не смееме Не, да ја... Да, ама мене ми е Секако. многу, мене ми е многу Ама чудно нека биде родени темел. некои 2005-2006 патат по Југославија, Ама ти патат што по младоста знаат- која не им поминала. Не. Тоа душе не ми Тоа е од дома. поминала, нормално. Тоа е од дома, затоа меѓутоа, ја мислам дека тука малку е испервертирано. Кога се спомнува и од нашите родители, бабе, дедо од Југославија, она што вели ми ние сме фатиле мал дел. Јас 89-та година, со 13 години бив на надпревар во Сараево по биологија. Значи таму сме биле прифатени и тоа дружење што било Ама оток е нешто. младости ќе ви кажам, така е. острова на младоста, Меѓутоа, ќе шибеник, жалиме, играме не фудбал. жалиме. Значи, Не жалиме. Музиката не е што жалење, не даваме шанса, премногу зборуваме колку беше убаво, колку ова, Па јас колку не би се она. согласила. Тоа може би Значи, генерациите повозрастни. Мислам дека повозрастни Ајде. генерации многу онака јаки се на зборови, а слабо се содела. Еве јас Само на пример сакам да сум ја бил слушнам младата генерација, Не, јас затоа сум што бил- нивно сега- е времето. може да помине ли? Не е поминато, него они, еве што викаш ти, треба да имаме шампиони. Значи, младите мораат да станат шампиони. Работев Ама Ти, треба зашо некој да не ги им научи даваш? како. Ама зашо не им Ама даваш Вардар станал надеж? шампион, затоа што нас ни е Станат Вардар два станал пати, да. шампион. Ама чекај, Кометол- еве Кометол Ѓорче Кометол Петров, станал шампион. Кометол Ѓорче Петров, Значи имаме Вардар ние стан. прекрасни деца, прв пат Епа, генерација значи македонци Бранко на имаме. Вардар не играа македонци, играше еден А македонци. имаше коментарите? Пазара коментарите Значи, зборувам. Да, не Ајде, зборувам Кометол сега. Ѓорче Петров колку Македонија. македонки играа? Три. Апсолутно. 4. Некои стана македонки, потоа и сна и сега се декларираат и на Сакам да вистина. кажам, Зборете тоа. и ја девалвираме вредноста на нас како нација. Еве веќе 34 колку и да е години живееме во независна држава. македонска во независна држава Македонија и мислам дека мора да се прилагодиме. Мене тоа тргна да го кажувам преска, не се догажав. Значи јас познавам дечки родени 2003 2004 што сега имаат ја величат Југославија како Они да биле родени. како да биле родени, како да ја граделе таа држава и слично, а при тоа тие работат некои бизниси преку нивните мобилни телефони, работат со Америка, работат некои си бизниси кои што тогаш не било ни замисливо дека би можеле да ги работат во некоја таква држава и во такво опкружување. Така што мислам дека мора да се прилагодат на овој систем што е денес. Со некои зборови само ништо не правиме за минатото. Ама тоа не е проблем И мислам дека Југославија, тоа мора е проблем на Македонија. Не, ама дека веќе живееме во независна Ама држава. ајде, Вака како се да мора се... системот, Кој треба само да да не го научи... продолжи. Кој треба? Чекајте Не, малку. кратко, многу кратко. Ајде, најде. Концертот на меморија. Ние направивме штик проба. Земавме средно музичко училиште од Штип, 50 деца и земавме 50 деца од Кочани, од средно музичко. Дојдоа 100 деца. Фрапирани беа од концертот. Да ви кажам какви они не знаат дека ние постоиме. Они, за да ви дадам тема на разговор, затоа немој да мислиш дека сакам да се истакнам. Значи, ние направивме проба како да дојдеме до помладата генерација. Значи, девојката, првите што кога ќе го видите нашиот концерт сега на видео, напред се све млади луѓе. Одлично. И јас бев шокиран. Ние се сметаме за млади и ние не сме напред. Ние сме стари Значи, генерација зборувам кои што- од 16 до 22-3 години, една третина најмалку беа во така, првите редови. да. И Меѓутоа, тие како ќе ги се пеат песните, Така, ќе ги утре пеат ќе ги пренесуваат. утре. И јас намерата моја е во сите градови кај што ќе свириме оваа година се меморија, да имаме најмалку од 2-3 школи деца кои не се запознаени со тоа ние што А сме намерата на сите нас треба да ни биде позитивните вредности од минатото да ги пренесеме Браво. сега Така, и да ги задржиме пренесеме. само тоа и ништо Ама друго. само тоа, И да не ги да само адаптираме тоа и на ништо нашата друго. културна Така, средина. само тоа и ништо Како друго. се прави? Јас Ајде, на како моите се прави? студенти, на пример, по социологија на култура и уметност, им пуштам музика од меморија, им пуштам од Лепи Сол, им го пуштам Симон. Не може да положат ако не изгледаат, не отидат во филхармонија и не изгледаат во театар. Тетовирање, култен филм е. Тетовирање го Срекна нова 49-та. 49. Значи тоа се филмови кои што ги гледаме од различни аспекти и потоа ги коментираме, за да изградат кон тој општествен феномен свој став. Нормално да ќе пуштите филми од таа Југославија кај што играат македонски глумци. Нормално дека сакам да ги однесам и сега на премиерата на 12. ве разбирам. мина. Баш преку еден го Тоа е гледав тоа е нешто 12 да Пак гледам зборуваме. во време. Време го гледав.
Јас Тоа е Тој филм баш се фасцинантно. опишува Ке екзотиката ве на застанам Македонија. затоа што Да. постојано зборуваме за историја и постојано зборуваме за наназад. И во времето Ево на сега, Југославија имало такви некои планови како што Нашиот се концерт петолетки. бил наназад, сега било е. Не. Па и сега го правиме ова што го правиме. Така да, ама за воиднина како да се прават нешта, Снеже, така дека отидеме. Прво, почнуваме од семејствата, да сватат дека Так, не живеат. одлично. Круцијално е, не сакам да звучи марксистички, меѓутоа, доста на тој мобилен телефон гледаш, ќе му го пуштам концертот на Меморија, за да слушне Оган под звездите, ќе му пуштам некој детска серија од тоа време, македонска, сме имале прекрасни Бушавата детски... азбука. Бушава азбука, бе, луѓе, Црвено, учевме. жлто, зелено, Имате... автограм. абе, во- Развија Скопје. Развија Скопје. Волшебното самрче. Волшебното, Значи, тврдокорните. имате што да видите, што да... Македонски народни приказки. Ама еве, сега ќе ви така. Потоа образованието. Во рамките на секој курикулум може да се стави дел 5 минути да му пренесеш вредност, она што споменав. Многумина ќе ме критикуваат дека јас сум за тоа дека треба химната да се пушта и да има однос, затоа што во Америка без разлика која раса сте, од кој слој потекнувате. Да, американците по Значи, истражувањата стојат на химната се најголеми ја- патриоти Така, во ја светот. пеат и се држат за гради. Без разлика дали е црнец, од кој етничко потекло е. Не. Тогаш се сите американци. Ама е сега И други. треба да има сега, однос. Во Америка Ајде. сите кога ставаат здаме пред нивната куќа се американци и тоа е супер. Кај нас јас ако извадам здаме на тераса, комшиите ќе ми искоментираат што е со Селјаков. А така. Да, да. А Тој феномен го има. Ема затоа на велам, место. ако вие од најрана Чим се возраст восхитуваме на Купиш Америка, поголемо и знаеш знаме што прави и ќе таму, го треба да празнуваш почнеме по цела имплементираме фасада кај нас. и нека зборува. Поентата беше дека треба да се учат како да имаат чувство за националниот А, символ. те така, И преку наравно. масовните медиуми. Денес живееме во ерата на масовни медиуми. Извинете. Колку се пуштаат теми, што? Ма и изобилуваат. македонска музика не се Ма пушта. не само тоа, еве колку македонска музика, колку македонски филмови. Абе има секоја недела да пуштам во фреквентно време нешто што ќе значи да свати што е државата, да свати што е символ, што е вредност, како се гради патриотизмот, како се негува љубовта кон сопствената држава. Ќе ми избега. Ајде, мислам, мислам, простете. Јас бев во Сидар Поинт во Америка. Тоа е најголемиот луна парк евер во Америка, со тие ролокостери што се по 70 метра, и ние сакаме да си одиме клjuč. И големо видео, знаме, американско, Born in the USA. Ето. Оние одпеа фино лепо. Така. Брус Спрингстин песната, па после отклучија вратите да си одиме. Значи тоа не е присила, тоа е латентен начин Знаеш дека секој филм на тоа да од му Холивуд, заблагодариш, каде што да го му има знамето, заблагодариш за убавиот ден на Америка, без Дека разлика ти ти дава можност да бидеш таму. да бидеш таму, без разлика ти што си дал $50. Знаеш дека секој филм од Холивуд што излегува со знамето има таму некои даночни олеснувања или што и да е, како и да е. Па добро, тоа е А, дека немој има таму некоја да пипаш. стратегија. Така А што Многу ќе збораме. Не, Ама колку видиш. кај нас се продаваат влезниците, ако треба ние да отидеме на Вевчанските извори, 50 динари е карта, не цело евро. Дали секој од нас, јас сум стружанка, пак јас сум нели, секој од нас оди на тука, тоа. ама не се А ние вредноста, кога не ќе се одиме да ја цени. посетиме Нотр-Дам или кога ќе одиме да посетиме некој Версај или во било која држава ќе си платиме, ќе кажеме па 15 евра не е многу, така? А колку ние даваме за да се зачува бе тој споменик на културата? Сакаме се да ни е бесплатно. Не се чува така држава. добро, тука и системски треба да се понуди нешто. Апсолутно тоа велам. Треба да се тие пари треба да отидат на вистинското место, да се искористат за вевчанските извори или за што и да е. Тука се и други Секој треба да почне од нас и треба да почне од некои најмали нешта што се. А, така. Апсолутно се. Кој што е во таа област што е стручен треба да почне во таа. Јас не знам, ќе почнеме од некои други ситници. Ние кога одиме во странство, на пример кога одиме во да пиеме кафе во Starbucks или да јадеме во Макдоналдс, ние тоа го сликаме и го објавуваме на Instagram стори. А овде кога нашиот пријател отвора бизнис, на никој не му текнува да го поддржи барем на Instagram или на Facebook нешто да објави. баш Јас кажам дека од некои такви ситници, дека гледаме некако со љубомора, ако другиот е поуспешен од нас, значи ние од тоа треба почнеме. Нас Да вративме на другата, нула на денари. вредностите. другото. На Да, вредностите, ама што зборував. сакам да кажам, од секоја можна тема, без разлика дали станува збор за бизнис, мал бизнис поддршка, Да, дали за станува наука? збор за наука, дали за екологија, што и да е, како и да е. Секој треба да почне во таа бранша каде што може. И само така преку мали нешта од еден поединец може да стигнеме до големата слика. Пак ќе се навратам дека од дома треба да се пренесува да не бидат индивидуалисти и егоисти. Вчера колешката промовираше книга. Знаете колку души бевме од 100 и нешто во колективот на филозофски? Немаше ни 10. За надалени и талентирани деца. Прекрасна книга. Зошто?
Јас се радувам на успехот на другиот. Прво ме стимулира, така? Второ, на македонски јазик излегла книга за надарени и талентирани деца. Прекрасно нешто. Поентата ми е да им дадеме на младите простор. Колку имаме ние простор млади бендови, што се страшно талентирани да свират. Го спомнав примерот. Саксофонист, кој што е на музичка академија Врвен, свири на плоштад. Тоа е за поздравување, ќе заработува. Но естрадна звезда во Силиконската долина ќе испее и веднаш ќе се дадат пари. А на тој саксофонист нема. Колку може да цртаат графити? Видите, Да бидат талента да го исполат. Јас ќе ве делантирам малце. Може би не сте запознаени, има бенд кој многу од овие поновите нашиве стари генерации ги олајава два бона се викаат. Да, Они два бона прават се партали врв. по Србија. Не, во Бугарија не многу. Не можете да довршам. Значи во Софија пеат на македонски јазик. На македонски јазик пеат во Софија, имаат милионски прегледи. Јас сум ги слушала, сум ги гледала, зборувам. кај Значи нас- не е точно. Се извинувам, значи сакам да ви објаснам. Ако имате зацртано пат, Ќе го Така. трасирате? че го не мора мене татко ми бил директор во основно тоа. училиште, како Далеко музичар. Не ќе ништо да видам од ова. На крај се ми дозволија бидејќи беа космополити и татко ми и мајка ми. Ми дадоа шанса, само вака, ме пратија у Лондон да си купам пас појачало кој изгубив година во гимназија. Бидејќи се тркав со мотор. Pero, друга им беше поентата. Тоа се родителите кои го Да прават. ти дадат ветер во грбот. Ова. Апсолутно. Они можеа да ме А направат. добро, мене- треба да ги воспитуваме родителите Да, ли? мене- Треба Не, да- не. Е, па Можеа тогаш да ме како направат ќе глумец. пренесат? На Музичар? децата. Ништо. Ништо На тоа. децата, друга поентата е дека имаме одлични уметници да им се даде простор. Зошто да речеме, не знам, и во МКЦ на други места не им се даде како што да свират млади бендови кои што понатаму ќе се таблираат. И Антонија Гиговска повеќе се пушта во Србија и многу други наши Тоше кај се пушташе повеќе. И кај беше популарен да бидеме реални. Низ цела поранешна Југославија. Посебна приказна и Тоа е да. Тоа е диамант. Диамант. Меѓутоа Значи, сакам да не брусен кажам диамант дека ние македонски, недоволно одалшак. не си го оцениме. Не Изразот може својот никој талент. да ви даде шанса да победите на 100 метра ако не тренирате и ако не идете да А, победите. така, па се враќаме. И уште една, да ти тренинг, кажам, од ова за тренинг. да завршам, кикбокс имаме наш во Австралија и седел попот до татко му и вика, многу е голем верник. Вика, син ми последен го вади ланчето со крстот. Вика, ако не тренирал, џабе му е. Не, па нормално. Значи, Тоа е ние, тоа. некако тоа ќе ми дадат услови. Мене ми дал некои услови? Сакате една спортска приказна Нема за еден шанси. амбасадор македонски на кој што не му Можност, дале да им се даде услови? и можност. Еве ги за два бона кој им Ајде, даде Знаеш можност. колку Извини. таленти пропаднале? Еве на два бона кој им даде од Рачево можност, нема пари аутобус да си платат у град да дојдат. Кој им даде? Направија партали децата. Кој им даде шанса? Никој. Им дало, ама едни се тие. Не А се има тие, случаи- еве ти пајак. Муабет. Еве ти пајак. Еве Чекај ти да Лара. слушнам тој. Пак се популарни во Србија. Мислам дека го користат како изговор. На српски песни снима. Чекај да го слушнам. Не, чисто мислам дека тој муабет врски, разбирам дека има многу недостатоци, но ти со врски не можеш да прочиташ 100 книги. Мораш сам. така. Ти со врски не можеш да пресметуваш некој број со Да 5 истрчаш 100 метра. децимали и да го помножиш. Така. Така што Ама се согласувам јас со тоа. Наистина да исто. се вратам на тоа Значи, вие да што им го се кажете даде дека шанса се на даде младите. простор, тоа Самата треба сопладно институција. дали телевизии, дали пишани медиуми, дали радија, дали по социјални мрежи да се промовира, тоа треба сеопфатно. Меѓутоа, мислам дека и тој имаме само врски простор да се жалиме и тоа мислам дека нема многу. Не критикуваме, Не признавам. да, Согласен со- не критикуваме. Меѓутоа, мора да имаат можност да се искажат. Значи да речеме, секциите, Ма сега ги имаат социјалните мрежи, тоа може да се искажат. социјалниот сите. медиум е едно. Сега се нервирам. Значи, Социјалниот медиум Да, е едно. младите тоа го гледаат. Така е. Ама еве, види, Ама зашто он и нема. па заробени ќе бидат во социјалните Стојте само да ви медиуми? кажам. Значи нема пристап до телевизија, значи јас го знам од друго место, така? Нема пристап да оди, не знам, по конференција ова, она, не го викаат по конференции, нели? Ретко може би, Ретко, ете, може ретко. би да, ама си нашол свој медиум, Како да се Чекмедже. пласира? и канал, Чекмедже. и канал, и Тоа е значи за го поздравување. растел, и значи, нели, Треба ако време, сакаш да. ќе најдеш начин секогаш. Апсолутно. И сега, И да се промовираш. живеејќи во ера на интернет, мислам дека така само да коментираме, се жалиме дека не може ништо да направиме, може би некоја карактеристика, не разбирате погрешно, ама некој не е доволно успешен. Ја нема да бидам саркастичен, ќе бидам реален. Ние, оваа година имавме 6000 луѓе на концертот, направивме по прв пат Intelligent Artificial на нашиот концерт. Браво. Имаше генерација од 7 Браво. до 77 години и јас не им се плашам бе на србите, брат. Бољи сум од нив. Во Лемонт, знаеш ли што пишува? Сега ќе ви го објавам овие деноми на Фејсбук. Дека некоја македонска група се приближила до Coldplay и до Pink Floyd.
Ете, тоа е Сега тоа. што правиме? Што Да ја сум го средиме платил номинарно? технологијата и све. Бил сосема случајно човекот на концерт. Така францускиот предлог може да се смени, бе, другари. А не со насилство, со ова, она, ние ќе смени. Што ќе смените, бе? Не би со зборови, не Што правите? Со дела. Дела. Ајде, значи Бранко, ние, стоп. извини, сите се жалат Ќе мора да дека одиме на реклами србите затоа. нас не правеле партали. Не прават партали, зашо? Одредени луѓе ги интересира само профит. Тураат пари у джеп. Извини, у баскет во Јесеница ги исплескавме 20 Не разлика. во есеници, зборам за музика сега, затоа што тоа е многу актуелно и сите викаат дека имаме проблем од наезда и тоа пази не викаат српски о хрватски, него само српски. Нема врска никаква наезда. Значи ајде да се тепаме, ќе ставиме на раквиците и ќе идеме у двобој. Ко преживи причаше што викаат србите? Ко бие, тај добие. Така. Ама ако се жалиме и чекаме ова што викате цело време од Министерството за култура да ни дае, не би дал пари, нема да свирам. Една приказна за Не, Ај, може само така, да ја да кажете, прескачаме. приказвате Може ги на така. реклама. Нас не ни дадоа пари за речникот, го издадовме онлайн. браво! Го Ама издадовме тоа е онлайн и најголем- готово тоа е има. Да ја каже, најголемиот Бранко, друго. приказната, ќе одиме Уште една на... друга. Ајде. Ако е, колку се Тоа спомнуваат е најголемиот успесите. патриотски чин. Така е. Тоа Издадовме на е најдовме така. начин. Тоа е патриот. И друга работа, што да речеме, најцитирани македонски научници еве пред за спортска дипломатија, не знам дали знае Бранко, со колегата Иван Анастасовски, пред неколку Професор години на бевме ФФОСЗ. најцитирани, неговиот и мојот текст за спортска дипломатија. Што е направено во нашата држава, бевме најцитирани. Ниеден медиум тоа не го спомена. Ниту некаде се дознае, ја ви кажувам, а пазете, цитирани сте, најцитирани, значи некој од Америка ве цитирал, дека нешто е На направено. македонска телевизија. Ве Бранко, чекаме знаеш двајцата. Ве чекаме дека двајцата. стално гостуваме со доволство. Поинтата ми е дека истото го мислиме, да ни се самите можеме да најдеме и повик до младите, нека наоѓаат начин, но да им се даде нешто кажат ти ветерот во грб од семејството. Едно југо. Апсолутно мал за да им се да се потурнеме, толку малку некогаш минорно треба за да успее. Како велиме една поговорка, потурнувањето, или студентот кога ќе заглави на испит. Зошто да се изживувате? Кога гледам како југо заглавено во снег, потурнете го малце, може кога ќе тргне, ќе достигне висини. Дали направиме од квалитетните, и тоа е родолюбие, оној кој што има можност, може да направиме или покојник или победник, да направиме победници. За мене најголеми родолюби во мојот живот, сем татко ми и мајка ми, се професорката по македонски Татјана Бига и професорката по физичко Ружица. Сите други ми пишуваа единици, бидејќи бев немирен, а сите дипломи и пехари во канцеларијата на директорот 70% беа мои. Тие две го најдоа во мене човечкото, дека се починат и малце ми е, да. Да, Потенцијал, добро. да. Го најдоа човечкото, го најдоа човечкото во мене и направија ова што сум денеска. Препознале креативност. Оган по звездите е пишувана во втора година гимназија. Во која? Никола Карев. Човекот се вика Петар, на умовски ви значи сигурно нешто. Да. Човекот оспоруван, не отиде во Бормио, кога фамозната југословенска младинска репрезентација стана светски шампион. Не знаеме од кои причини, а знаеме од кои причини. Во Југопластика играше, не играше, двоен европски шампион без минути поминати на паркетот, многу малку. Се врати во работнички, отиде во ЕФЕС, стана кошаркарски бог во Турција и во Европа. Да знаете кој е македонецот. 2017-та Европско првенство, финале Србија-Словенија, Лука Дончич играше, се повреди. И имаме една акредитација, колегата вика, брат, мора да идеме, шо да правиме, имаме ли карта? Немаме, ќе најдеме. Пеце, оди кажи, Пеце те пратил. Како бе, оди кажи, не сме у Лименката во аеродром, не сме у градски парк, како да одам да кажам Пеце ме пратил. Оди кажи, Пеце те пратил и ми го исклучува телефонот. И ја вртам 23:30, а другиот ден се игра во Истанбул, значи 10 часа ни треба да патуваме со автомобил. И другарот вика, шо, колега, пријател, шо направи? Викам, имаме карта, идеме. Имаме сигурно, си викам ја у себе, мојата ќе ти ја дам, шо да правам, ја ќе гледам на телевизија. Доаѓам во Стамбул. На шалтерот чукам, отвараат, викам македонска телевизија, затвараат. Чукам пак, она отвара, вика, ви кажав дека толку една акредитација имате, ама не, знаете, ние национален сервис, пак ми затвара. И што да правам, чукам трет пат, и она веќе го вика обезбедување, тој доаѓа, тој и отвара, и викам, Пеце ме прати, Петар Наумовски, 20 паѓаат унесе, сносат 2 вип карти. Во Лимак сме,
Лимак, кога беше спонзор на кошаркарскиот клуб, двајцата менаџери на пресконференција заедно со тогаш председателот на Кошаркарската федерација Петар Номовски седат и го чекаат. Доаѓа Пеце, они стануваат. Господата имаа по милиони Евра плата годишна, така, стануваат и се крстат. Ти го познаваш него, па да. Тоа е. Пеце го познаваш. Да. Мизар во Суботица, јас кај што живеев и работев во театарот 5 години, Антонио Димитриевски го донесов да биде член на жири, а двајцата со Боја, да. Јас Сите со сте ние него, колеги од МТВ. со него ја фарбавме пола Суботица, Мизар пишуевме. Мизар мене како сегмент не ми е нешто, нели, битно како, али се многу значени во тој момент. И они победуваат на Суботички фестивал благодарение на гласот на Тони и на Драган Кремер, кој ја by the way не го сакам од тоа време. Значи ние секаде ако бидеме вредни како кртици, секаде каде што ќе ни се отвори простор да си помогнеме, не да правиме фалс, него да дадеме шанса, тоа е давањето шанса. Мене некој ми дал пари во Суботица како глумец да се бавам, да влесувам македонец во жири и така, не. Ама исконската желба да го оправдам она што ми го оставил стрикот ми што загинал во Егејска Македонија, ме прави должен на оваа држава да го правам тоа. Така е. Сите имаме во лозите по некоја жртва Така е. која што Така е. пролеала крв за ова парче земја. Така е. Мораме да одиме на реклами, ќе продолжиме пак. Може? Ајде реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме после рекламите. Значи имаме едно специјално изненадување, ама јас прво ќе ви кажам дека треба да размислувате на заклучокот, а заклучокот е, значи гледаме во иднината, доста се враќавте наназад. Значи да ми кажете 3 чекори со кои што ќе ги научиме младите како да ја сакаат државата. Или младите или тие кои што не ја сакаат, а можеби се и моја генерација, 40 и така натаму. Така да вие тоа размислувајте го. Јас сега ќе викнам еден гостин кој што инаку не е македонец. Доаѓа од Германија, живее во Македонија и ја сака Македонија исто како да е роден тука и мислам дека многу повеќе од многу млади знае и за нашата држава, и за нашите градови, и за нашиот народ, и за сето тоа кое што со кое што располага Македонија и мислам дека е вистински пример кој што треба да го земат нашите деца како треба да се сака државата. Фин, повели? Ајде. Добре ми дојде, здраво, здраво, повели седни. Значи, Фин дојде од Германија, така, има 23 години и веќе зборува македонски. Така? Да. Да? Учам. Добро. Тука си во Македонија, со која цел? Why are you here? Да, разбирам. Добра прашање. Не знам, за мене многу сакам да живам тука и ова е како чувство. Многу луѓе ми прашуваат зошто и не знам, ова е како чувство. Например, кога јас сум надвор Македонија, многу сакам да бидам тука. Да се вратиш. Да. Добро. Кои градови си ги посетил во Македонија? Бев секаде само во истиот дел мора да одам. Например, не бев во Берово, Корчани, таму мора да одам. Ама, например, бев во Струмица, Битола, Охрид. да, Охрид. Беше во Вевчани. Да, бев таму за Канева. Друга. Да, така. Струга, Дринков, Многу Брено, да. Бил во Вевчани, а многу од младите се уште не се отидени на Вечанскиот карневал. Така? Така. Ти, Фин, се познавате? Се познавам од предходно и можам да кажам дека ако македонците размислуваат како Фин, ќе бевме многу понапред, затоа што Ќе германци. па да, може да се Мислам каже со таков менталитет. од аспект на Емоција. Со емоција. и со добра храна. Да. Така. И германска храна има добра, јас сум бил таму. За Македонија збориме. Да, има и Ајде. сега, да, се познавам, мислам, и од предходно со Фин и мене ми е многу драго што луѓе од страна препознаваат убавини што има нашата држава, а не ги препознаваме самите ние. Еве, ова нека не биде еден аларм, еден поттик за понатака да ја сакаме државата. Сега треба да одговорам на 3... Чекај, уште него да го да. Чекај, ти веќе добро, се чекајте. отворите. Чекај да го прашаме Фин. Планираш да останеш тука за постојано? Да живееш за тука? цел живот, да. За цел живот? Да, Браво. не сум сигурен каде во Македонија, ама многу сакам тука во Скопје. Во германска амбасада, веднаш за Невеста најде некоја? Невеста. Girlfriend. Girlfriend. Имам, да. Метхен. Тоа е причина, знам јас. Најубавите жени во Македонија живеете. Македонско девојче. Да, Добро. знам. Да, сакам, не знам, некаде во планина, малку надвор од Скопје.
по природа. Мислам дека тоа е... Сите сакаме, да. Да, тоа е... Која македонска песна ја знаеш да ја испееш? Да пеам? Па можеш и да А да рецитираш. пеам е малку тешко. Умилена, многу сакам ако одам во Битола. Ова е убава. Лишнида, кај Веслаше? Да, ова многу сакам, за опит. Да, сакам од Крушево. Крушево, абе, Пристигна. Да, ова Види сакам. колку Ја се македонски Заветна, ја знаеш, Да, заветна? заветна. Така, заветна. Омилена на фин, ке го издадам. Кажи. Земја македонска му А, е земја Од македонски. Симен? Браво. Ајде да запееме, може моце? Ајде. Ама еве, сите ние со Ајде, тебе сега. заедно. Ајде, 3-4. Ајде. Земја македонска, поздравам те. После уважавам те. Земја Прво поздрав. македонска. Добро. Добре. Добро е. Е сега. Мора да вежбам повеќе. Добро. Фин, кога би играла Македонија со Германија? Еве. Колку најдов? Играш. За кого најдеш? 1-2 победивме, изгубивме сега, добро. Добро, дома. ти за кого нави? Нула, не За знам Германија, колку, не за сакам да помеѓу кажам. Или Македонија? неутрален? Зависи од спортот, мислам. А не! Ајде фудбал. Гледаш ли? Например, фудбал, не знам. Мислам дека ќе бидам за Македонија само бидејќи Македонија е помала држава. И сакам кога помала Помалите те пат, браво. Да. Космополит. Да. Дали ти, Фин, веруваш дека македонците во било кој спорт можат да станат први во светот? Чекај, кои? Тимовите или Мислам дека- репрезентациите? Да, во ракомет. А, така, Чекај. Зборуваме за националната репрезентација Да, или за да, тимовите? да. Аха. Во ракомет Да, можеме да, да бидеме? Можеме за Мислам исто да на Јас сум тимот. сигурен во Велтмајстер? тоа. Да, Велтмајстер? генерација Кире, секоја Браво. Јас сум сигурен во тоа. Кире изгледи топ генерација, македонски момчиња. Мислам дека за некоја година на вистина ќе може да се носат со сите светски селекции. Јас Тоа е само верувам во доказ дека вредиме, дека знаеме да работиме, Така само е. треба да го... Само треба Да ни се даде шанса и можност. Не да ни се даде Не, шанса, да на Кире никој сакаме. не му дал шанса, Љубовта. Кире има многу сопки на патот, он го применил вистинскиот рецепт. Не се Откажувај. откажува. Кажи ми, што е тоа што најмногу те нервира или ти смета кај македонците, што ние правиме? Како смета? Пречи. You have the problem. Your mind. Something that you can Да. understand why we are doing. Мислам дека македонците се многу емоционални. Например, кога вие спорувавте тука. Како да се караме? Да, како споруваме тука. Вие сте мирни. Вие сте, И, а например, ние сме како... играм фудбал многу често во Скопје и имаме повеќе спорување од играње. Аха, Кога- добро. Ова е малку чудно за така. мене. Знаете како ни го Помалку плесна дела од- сега? Многу Не, убаво, да. значи убаво ни го плесна. Декларативно. Многу зборите, а ништо не правите. Така? Јас избора ми правам, не ми е гајде за Не други. знам, сакам култура, интересно е за мене. Интересно. Мислам дека ова треба повеќе во Германија, например. Германците не се многу емоционални. Да, ладни се многу. Е, така. Да, малку Калт. ладни, да, калт. Да. И ова е тука поинтересно за мене, подобро. Поубаво. Со трите чекори, значи како треба да научиме да ја сакаме земјата. Фин, прво ти, значи како да научиме да ја сакаме земјата на начин еве како што ти ја сакаш Македонија. Што мислиш дека треба да правиме ние како македонци? Мислам дека е многу не е важно, ама мислам дека е многу добро ако ќе одите во други градови во Македонија. Има многу различни места тука. И мислам дека ова е како јас започнував да сакам Македонија, бидејќи имаме многу различни места и се изгледа различно. Например, Битола многу различно изгледа од Прилеп, например, и после 20 минути ти ќе бидеш во Кавадаци и многу и различно. И тука во Скопје и во, не знам, Куманово, Струмица, други Диалекти. акценти, диалекти, Тетово, други Гостивар, диалекти, Дебар, Кичево. други култури. И ова е многу интересно, бидејќи имаме многу не знам, државата не е многу голема, ама имаме многу тука, Богатство. многу различна сега. различна места. Го Култура, забележавте ли богата. како вика имаме? Да. Он веќе си ја својата Македонија како негова. Имаме. Зборува како да е тука. Ама тоа го зборува искрено и со чувство и се гледа кога го фацијална експресија дека може да се препозна дека така. навистина го мисли тоа и секоја чест. Така. Шајсе? Бидејќи Шајзе. Шајзе, швајне? Швајне, шајзе? Не Добро. ме разбра добро, немој да сечете. Добро. Добро, ти благодарам. Ајде сега вие со трите чекори. Дамата прва, може ли? Може браво. дамата прва, Значи, трите чекори благодарам, како да да. научиме да си ја сакаме државата. Прво мислам дека е одличен пример и треба да го гледаат младите.
Второ, да не бидеме декларативно, што сите велиме, да си ја сакаме, него да вистина да покажеме на дело и она од што произлезе од целокупното, на младите да ги однесеме на нашите убави места. Да ги однесеме на нашите места кои што се доказ и показа нашето битисување, да им ги покажеме нашите споменици на културата, да им пуштаме убава музика, во семејството да зборуваме за нашите предци и што значи државата, преку образовните институции, на крај масовните медиуми. Сите тие фактори ќе придонесат да градиме здрави генерации кои што ќе си ја сакаат во вистинска смисла, не декларативно оваа држава, нема да заминуваат тука и да заминат некаде, да се образуваат, да се вратат овде да творат, затоа што оваа држава нас ни дала. И не треба секогаш да прашуваме што таа ни дала, што ние ќе дадеме на државата. Со нашите дела да покажеме дека ова парче земја и како треба да останеме на ова парче земја и да си ја сакаме во вистинска смисла на зборот. Одлично. Теро? Јас нема да го цитирам од трето полувреме, го спомна он, кога ги беа наредени фудбалерите. Ова е така натаму, значи би вратил воен рок во Македонија. Добро. За младите генерации повторно да го почувствуваат она што се вика работа и дисциплина. Значи, најмалку 6 месеца, ние бевме по тоа време по 13, по 15 месеци. Потоа, во образовниот систем би направил да добијат повеќе шанса предметите како музика, како цртање, како книжевност, затоа што е тоа една база врз која утре ќе ги извадите тие поети, тие спортски успешни работници. А ако имаат војска направено, сите овие работи многу полесно ќе одат во годините, кога ќе ја го надминат 18-тата и 19-тата година. И нормално да слушаат македонска музика каква што им се свиѓа. Не е битно дали е Меморија, дали е ДНК, дали е Леписол, дали е Next Time, дали е Лара и Пајак, дали е Два Бона. Значи тоа, ама да бидем изворно македонско, бидејќи тоа го создава нашето РНК и ДНК, кое утре ќе им го оставиме во наследство на нашите генерации. Благодарам. Што кажано? Добро, ајде. Значи, он змалиот за крај. За крај ли? така, јас Ајде, значи, Добро. Ајде. Да се надоврзам. Македонија е се што имаме. Треба да останеме тука. Треба да создаваме свесни и совесни луѓе од младата генерација. Нашето време на образување можеби помина, меѓутоа треба да го согледаме најдоброто од минатото и да го преточиме во иднина. Само свесни и совесни луѓе ќе бидат здрави столбови, темелите се поставени, здрави столбови на едно општество, а трите чекори се три збора. Тоа се љубов, почит и заедништво. Ништо повеќе. Одлично кажано. Мислам дека овде можеме да завршиме, уште само да ви ги дадам подароците. Да завршиме Да каже најмладиот. Не, да ви ги дадам подароците, сакав да кажам и да ја заклучиме емисијата со младиот. Ме разбирате? Тоа е тоа. Сакав малце да направам. Така. Не. Ова беше тест, да. Значи, реков пред да го слушнеме на крајот, давам подароци. Fashion, Sara Fashion Home. Види. Сите се за тебе. Повели? Татко ми и мајка ми Значи, му кен ви подароци. даваат витамини, витамини и минерали. Благодари. Да, повели, има тука и пробиотик. Овде имаме и ова се осоговски млечни производи. Пробајте го кашкавалчето. Значи, Да не имате видат и колку све. јадеме после емисија ги Ма пробаме. све, еве, тука има и осоговски путер. Добро. Чипсче едно за тебе. Он Повели? обича такви работи со лазе, другар мој. Обича. Ова иде директно во пробајка. Натура Цело терапија исто ви подаруваат. Еве има тука и алоe вера, ќе се видите што се. Ви благодарам многу. Ова Нешто иде за специјално. сопругата да не се лути. Така па нормално. За она на почетокот на емисијата. И да поцрнеш пошто не идеш на водно, сак нешто ќе ти даде. Леле. Значи имате, не знам дали сте слушнале за хипербарната комора, значи имате ваучер кој што можете да си го искористите. Ќе дојдете. Јас сум бил во хипербарна комора. Тоа е нешто што на сите овие болни што се од шеќерна болест, што имаат проблеми со Ревитализација на овако- клетките, подмладување на Значи, организмот. митокондрии све подмладува. Точно И така. дефинитивно ако имате проблеми со зглобови некакви Што да кажеме, поголеми, Пеце не прати или Снежа не прати? Снежа не прати, Снежа не прати. Јака, имате отвора сите. шаторот. Снеже тука е. Да, Снежа. Она ме прати, да, ќе си поминете. Да. Ета и во однос да еве на прифаќање на нови трендови и на нови начини.
Значи тоа што го зборавме сега се надобрзавме на крај. Токму така, значи дека треба да ги прифаќаме новите трендови и дека постојат Чекај, за сите има идентично, сите да не има. биде дека само јас добив подароци. Сите добивате идентични подароци, значи нашите драги Ти пријатели. си само глумецот сега. Кои што не поддржуваат, значи ети тоа е некаква поддршка нели и за да развиваме вакви теми кои што ќе допрат до Македонски. Без општествена одговорност не може да просперира едно општество. Така. Треба да бидеме свесни дека треба да поделиме. Може би мал колач, меѓутоа треба да поделиме за да може и другите да Така, и просперираат. се вака македонски не е да му го вртам грбот, нели? Не знам дали ме разбира, Таман ама си, таман си. така, Таман да не си, мога, таман си. свекињата немаат грб. Добро, таман си. добро. Океј. Ајде, Боемот да ја заврши за крај. епизодава, Стави да точка. заклучи, стави точка. Оправда ја доверба. Може види- задвојка да стави да има продолжение некогаш. Или 3 точки Новиот нека има или 3 точки. Ај Боже, значи гледај во камерата и ја после само Во ќе која одам. камера да гледам? Тоа што свети. Готово, како и да е. Значи, после овие, мислам, крајни зборови од сите гости, може би нема што ново да се каже, меѓутоа ќе бидам краток и јасен. Македонија. Најпрво, резервната тковина немаме. Точно, Македонија е љубов, да, но и од друга страна и одговорност. Не е работата само да бидеме на зборови големи македонци и после третата чаша да збориме колку сака Македонија, туку тоа да правиме и со дела. Да почнеме од најситните нешта, преку граѓански активизам, преку некои едноставни и мали чекори, да стигнеме до поголемите работи. Да бидеме патриоти на начин како што ќе бидеме одговорни граѓани, да ја почитуваме закони, да поддржуваме мали бизниси, да ја сакаме околината, да помагаме како луѓе. И вака може уште многу да редиме, меѓутоа верувам дека ме разбирате што ќе кажам, да сватиме дека имаме некоја одговорност и да не е ништо идеално, меѓутоа пробаме да ги промениме нештата. Еднаш да секогаш. Така да не. И вака тоа е тоа, да. Така, за кого? Дајте вака рацете. Дајте рацете за кого? За Македонија. Ве поздравувам, се гледаме следната недела.